Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, се обраќам најпрвин пред вас и сметам дека вам ви должам први да ја слушнете мојата одлука, која ќе ви ја соопштам денес и причините за истата. До земја ви се поклонувам вам, граѓаните, кои секојдневно ми изразувате поддршка за храброста, честноста и за заложбите кои ги имав, и токму поради тоа успеав и во најтешките моменти да издржам. Дека искрена е почита кон вас, сум докажала со оглед дека не се штеде в себе си и своето време за да ве примам, да ве сослушам и да превземам понатамошни действија за надминување на состојбата. Вам, почитувани представници на медиумите, ви благодарам за несебичната поддршка која ја изразувате за Советот преку вистинитото и аргументирано известување во врска со одредени состојби и случување во Советот и не дозволивте да бидете инструирани од одредени поединци и да пренесувате правни ставови и неаргументирани состојби од лица кои не се правници или пак од адвокати кои главната дејност генерално им биле платни налози. Вашите ставови за информирање сте ги подкрепиле врз основа на прибрани факти и разговори со релевантни експерти и почитувани членови од стручната јавност. Секако, тоа се должи на фактот дека работите професионално, почитувајќи си ја професијата и во ниту еден момент не сте си дозволиле нереално информирање, односно не сте дозволиле врз основа на секој еден што ќе се сети да презентира нешто, тоа да го објавите. Пред вас и само за вас била и останува јавноста, која треба вистинито да биде информирана секако. Оние исклучоци, кои впрочем ги има и во секоја професија и се подскриваат зад новинарската преку разни порталчиња, ги жалам на вистина, но верувам дека и вие самите се срамите од таквите поединци кои го нарушуваат угледот, газејќи ги основните принципи на вашата професија. Во изминатиот период имаше текстови, споделени по некои портали, на кои очигледно сервирани им беа текстовите и очигледна им беше намерата. Би истакнала дека правната битка се води во судница, а не со објавување на текстови со невистинита содржина, евентуално сторено кривично дело или коруптивно дејствие, особено ако е предизвикано од носител на јавна функција, се пријавува пред надлежните органи. Недозволиво е да се објави напишан текст било од адвокат, било од политичар или од било кое лице со цел некому да му нарушите углед, да го прикажете како нечесен, да не речам коруптивен, а уште повеќе да напаѓате и обвинувате суди и јавни обвинители и да се обидувате индиректно да влијаете врз суди или обвинители. Тоа во секоја демократска држава не е дозволиво. И ова не го зборувам бидејќи и јас бев изложена во таква ситуација, туку заради почитта која треба да се има кон граѓаните, кон судиите и обвинителите, особено од почит кон новинарската професија. Слободата на изразување мора и треба да се почитува од секого и тука нема компромис. Критиките за секој од нас треба да се сватат како добронамерни и во насока на подобрување одредени состојби, доколку секако тие не се конструкција за нечии цели и нарачки. И затоа Судскиот совет, изминатиот период, особено изминатата година, беше транспарентен и отчетен. И тоа не го велам само јас, тоа го вели и извештајот на Европската комисија. И токму заради значењето на нотираните факти во извештајот на Европската комисија и во извештајот на оценската мисија на Европската унија, приоритет на Судскиот совет беше и ќе биде доследно спроведување на препораките од оценската мисија на Европската унија. Целта на Судскиот совет е да спроведе се што е во негова надлежност и со тоа да даде придонес во успешноста на реформскиот процес. Но, почитувани, за да бидеме дел од европското семејство, треба свој придонес и заложби да дадат и останатите две власти, извршната и законодавната. Не би сакала да се смета дека мојот личен став го упатувам кон овие две власти во нивните политики и начин на действување, туку во насока да овозможат услови
за успешен реформски процес во делот на судската власт, а тоа се независно финансирање и зголемување на бројот на човечки ресурси. Во овој момент, во моje лично име и во име на Судскиот совет, упатувам огромна благодарност до целата меѓународна заедница, до сите представници на другите држави во нашата земја, нивните екселенции, амбасадорите, до сите експерти од проектите, кои секој момент и на секој начин ја даваа својата поддршка, само со цел да се подобри состојбата во Советот преку континуирано и целосно имплементирање на препораките на Европската Унија, како еден од условите за прием на нашата држава во Европската Унија. Нивната помош и поддршка беше единствениот начин да се имплементираат препораките на оценската мисија, кои беа во надлежност на Советот, бидејќи државата тоа го невозможи. Би сакала да се заблагодарам и на мнозинството членови на Советот, кои што посветено работеа и се ангажираа за успешно спроведување на препораките, но и со својот интегритет покажаа дека се на ниво на функцијата која извршуваат, иако и дел од тие колеги беа изложени на неосновани критики. Поддршката од совесните, стручните и професионални членови на Советот, кои напоменувам се мнозинство во Советот, беше доволно за да Советот изминатата година покаже сериозни резултати кои верувам дека ги признаваат и судиите и граѓаните. Респект изразувам и за председателите на судовите и судиите, кои не се додворуваат на политичарите, ниту од претходната власт, ниту од оваа, ниту од некоја една власт. И во секој момент, не само декларативно, останаат доследни на почитување на независноста и самостојноста на судството. Длабоко во себе верувам дека генерално судиите се независни и самостојни, но сепак меѓу нив постојат исклучоци кои за одредена лична корист биле ставени или се ставени во рака на политичари. На тие таквите би им порачала само едно: не си играјте со огинот. За своја лична и еднократна корист нанесувате колективна и долгорочна штета за целото судство. Ги омаловажувате вашите колеги судии, ги изложувате на критики во јавноста и ја девалвирате судиската функција. Судиската функција не е занает, не е трговија. Судиската функција значи правораздавање, а тоа ниту се купува, ниту се плаќа. Затоа, имајќи го во предвид огромниот број судии кои правораздаваат, очекувано е во наредниот период сами да почнат да се одважуваат. И тој канцер од нивните редови, напоменувам, кој е во многу мал број, ќе се обидат сами да го отстранат. Само на тој начин ќе се заштита себе си од неоснованите критики, но и од обидот за евентуални влијанија. Политичарите мора и треба да сватат, а тоа ќе го сватат кога судиите и сите они од судската власт нема да им дозволиме да продрат во носење на одлуките, дека судската власт е една од трите власти и истата е самостојна и независна. Почитувани, по моето прво разрешување од функцијата председател на Судскиот совет на Република Северна Македонија и кога со одлука на Управниот суд повторно бе вратена на истата функција, сакам да споделам нешто што досега не сум го споделила јавно. А тоа е дека долго, многу долго се мислев дали кога ја добив пресудата да се вратам како председател и дали воопшто да останам член на Советот. Ова од причина што знаев дека заради однесувањето на одредени членови во Советот, Советот не само што ќе трпи колективна критика, туку и во одредени ситуации ќе има и обструкции при постапувањето. И мене, а верувам и на мнозинството членови на Советот, ни е познато или пак сме препознале дека од оние исклучоци од членови кои при донесување на одредени одлуки нивниот став ниту бил самостоен, ниту бил согласно закон, иако вешто преку образложението изгледало така. Но сепак сметавме дека ќе успееме да продолжиме во насока на подобрување на состојбата во Советот и во судството и бевме одлучни да ги поддржиме активностите во таа насока. И тоа беше причината заради која одлучив да се вратам на функцијата председател и секако останав член на Советот. И еве, скоро после цела една година, при секое мое дејствие, при секоја активност, при секоја одлука за обезбедување на поефикасна и поквалитетна правда,
пред мене секако бевте вие, граѓаните. И тоа мора да е така. Вие, граѓаните, ја заслужувате на секоја ваша представка да се пристапи брзо и внимателно. Секоја ваша индиција која била пријавена да биде иницирана. Вие заслужувате да ви судат честни судии и законот да биде тој кој ќе ја донесе вашата одлука. Вие тоа го заслужувате, а сите ние, и судскиот совет, и судиите сме должни да ви го обезбедиме. Воедно, сметав дека и заради судиите, не мислам на оние исклучоци кои не ја заслужуваат судиската тога, кои имаат право заради макотрпна работа и заради нивната честност и совесност која може да им се признае преку унапредување без тефтерчиња, треба да се преземат сите действија во рамките на својата надлежност, а воедно да им се обезбеди независност, самостојност и квалитетни услови за работа. Ги има во предвид и вработените во судовите и судскиот совет. И се што било во моја надлежност се обидував да го спроведам, секако со ограничени услови со кои се соочува судската власт. Но бидејќи изминатиот период нема слух кај извршната и законодавната власт, за да се обезбеди брза и ефикасна правда за граѓаните, а која треба да се обезбеди со нови вработувања, со доволно финансиски средства за судовите, за кое не се штедев ниту со време, ниту со анализи и аргументација, за да ја објаснам потребата од истото, согласностите за вработување за 24 година беа одбиени, финансиите за судската власт скратени и во овој момент сметам дека нема начин како оние вработени по судовите кои неколку години се на определено време да им се регулира статусот после 31.12. Како судиите кои остваруваат тројно зголемена норма, а постојано се повикувани во негативен контекст, да им помогнам да го издржат сето тоа. Како да им се подобри статусот на стручните соработници или како да се искористи нивното знаење и труд кои со години го остваруваат во судовите и се спремен кадар за судии. И кога нема слух за подобрување на состојбата во судството, истото е обструирано од власта. И на разни начини и председателот на владата, и политичарите од владеачката гарнитура, од собраниска говорница или преку прес-службата изразуваат негативен став спрема судскиот совет, спрема членови на судскиот совет, но најпоразително е од се што изразуваат негативен став кон судиите, од кој поголемиот број на вистина не го заслужуваат тоа, сметам дека единствено нешто што ми останува е да го зачувам мојот личен интегритет и мирот и спокојството, и мое, и на моето семејство, поради што поднесувам неотповиклива оставка од функцијата председател на Судскиот совет на Република Северна Македонија. Имено, изминатиот период, особено последните месеци, од страна на одредени политичари, и тоа од собраниска говорница, се правеа обиди за да се наруши мојот личен интегритет. Председателот на владата, Христијан Мицковски, токму од собраниската говорница изнесе наводи дека во Судскиот совет со кој јас раководам има некакви кланови и се фалсификуваат записници. Воедно, во неколку наврати тој, како и политичари од сегашната власт, се обраќаа со негативни ставови за членови на Судскиот совет, нивна поврзаност со одредени политичари од претходната власт и сето тоа во насока да се представи во јавноста дека јас или пак членовите на Советот не ја извршуваме функцијата професионално, стручно, совесно и одговорно, а Судскиот совет, заедно со Советот на јавните обвинители, беа посочени како тела кои треба да бидат распуштени. Дури во телевизиско гостување истакна и дека на нашето место, на местото на постојните членови на советите, треба да дојдат нивни луѓе. Предпоставувам дека тоа се однесува на суди или обвинители кои се блиски до владеачката политичка партија. И ова во една демократска држава е многу сериозно, да не речам е поразително. Се одеше дури дотаму да од страна на пратеник во собранието на Република Северна Македонија, Антонио Милошевски, да бидат изречени сериозни закани со запретување од кривична одговорност, толкувајќи одредена правна ситуација на Алса телевизија, која е далеку од правото и правната доктрина. Не ми е познато дали овој пратеник е правник, небитно ми е навистина,
но сметам дека секој политичар треба да внимава на зборовите, да не внесува несигурност кај граѓаните и да не ги доведува во заблуда истите. Особено не смее да се упатуваат закани спрема носител на функција во судската власт. Тоа е крајно недозволиво, бидејќи тој не е независен пратеник, туку пратеник од политичката партија која е на власт и неговите закани би можеле да се толкуваат како закани упатени токму од политичката партија која што тој ја представува. Судскиот совет во неколку наврати, кога од страна на политичари јавно се толкуваа судски одлуки и беа посочувани одредени судии, не реагираше. И тоа е факт. Не затоа што се повлече и не сакаше да пркоси, туку за да го зачува угледот, а воедно и да ги заштити судиите од продолжување на споменување на нивното име и презиме во јавноста, да не даде шанса по секој демант или реакција на Советот повторно да има обраќање од прес-службата на било која политичка партија која не се согласува со судската одлука. И она што ми падна најтешко и кое беше клучно поради ваквата моја одлука е што нарачани текстови изминатиот период се споделуваа по одредени портали, од чија содржина произлегува тоа. И тука беше јасна намерата. Се бараше начин да бидам оцрнета, прикажана како влијам во судски постапки во кој оштетена е компанија со која управува мојот сопруг. И тоа го игнорирав, бидејќи секој судија и секој обвинител, ако го прашате, ќе ви каже дека никогаш и на ниту еден начин ниту сум влијаела, ниту пак сум се довела во таква ситуација. Воспротивно, доколку сум вршела влијание врз суди или обвинители, истите биле должни веднаш тоа да го пријават. Секако кај органите на прогон. Кога совеста ти е чиста, почитувани, ништо не може да ти го наруши сонот. И тоа не ме погоди, верувајте. Како носител на највисоката функција во судската власт, со самото отпочнување на извршување функцијата, бев спремна дека ќе бидам изложена на критики, некои помалку вистинити, некои сосема невистинити. Но она што длабоко ме погоди, што поради нечии лични интереси, мојот сопруг и моето семејство беа соочени со лагите, конструкциите и манипулациите на таквите луѓе. Луѓе, не луѓе. Несовесни манипулатори се обидуваа на разни начини да сторат се, само да нема правда, и заборавија дека правдата се докажува во судница, врз основа на докази, а согласно закон, не преку портали. Но очигледно, во недостаток на докази и аргументи, сметале дека тоа им е единствениот начин. Неспорно е дека моето семејство, изминатиот период, 1-2 години наназад, е изложено на сериозен притисок поради извршување на функцијата. Моето семејство го изгуби моето присуство, и тоа токму од денот кога станав председател. Моите родители, моите пријатели речиси и да не ме гледаат, бидејќи поради активностите кои не секогаш завршуваат до 16 или 17 часот, сум пропуштила многу родендени, дружби, средби и разговори со најблиските. Затоа, во текстот на оваа оставка која останува во аналите на судскиот совет, сакам длабоко да им се извинам за сето пропуштено време поминато со нив, за сите притисоци кои ги имале, за обидите за конструирање на случаи кои не постоеле, за сите прочитани текстови во кои некогаш и на недоличен начин било споменувано моето, па и нивното име, за заканите кои биле присутни. И вчера, во текот на изготвување на текстот на оставката, и себе си и ним им ветив дека досека приоритет ми беше судскиот совет и државата, бидејќи сметам дека за среќата на моето семејство и семејствата на моите пријатели и за среќата на сите граѓани на оваа држава, важно е да владее правото, да има независно судство, правдата да биде неселективна и еднаква за сите. Но штом дел од главните чинители, носители на највисоките функции на државата на дело не го покажуваат истото, од овој момент целосно се посветувам на моето семејство со оглед дека функцијата член на Советот не бара континуирана ангажираност надвор од законски утврденото работно време. Мандатот на извршување на функцијата председател на Судскиот совет требаше да ми истече по истекот на 2 години,
па поради прекинот кој настана заради незаконското мое разрешување, истиот ми трае до фактичкиот истек на 2 години. Односно, функцијата председател требаше да извршувам уште онолку време колку што без моја вина и причина имав прекин и незаконски бев остранета. А во кој период председател на Советот беше Сашко Георгиев. Ова го истакнувам поради сензитивноста на овој случај, инициран од поединци од Советот, на кој не им одговара законското постапување и одлучување во Советот. Ниту пак беа целосно посветени на активностите кои беа спроведени, а се резултат секако на макотрпната работа на мнозинството членови и вработените во Советот. Токму вие, колеги, изнаоѓавте разни причини и разни канали за да ова ваша наводна дилема се пласира во јавноста. Сега гледам од оваа перспектива дека се одело дури и дотаму да се споделуваат информации од размислувања, ставови на членови истакнати на работен состанок, кое право е утврдено со закон и со деловник. На тие работни состаноци и сега и во иднина се носеле и ќе се носат заклучоци за сите прашања за кои не треба да се одлучува на седница. Затоа, прашањето дали треба да се констатира престанок на мандат на функцијата председател не беше ставено како точка на дневен ред, бидејќи по истекот на мандатот, кој не е во конкретниот случај, како точка на дневен ред требаше да биде ставена точката избор на председател. Вие, а и јавноста може да се увери во ова што го зборувам, ако се погледне записникот кога се избираше председател на Советот по истекот на мандатот на поранешниот председател Киро Здравев, со оглед дека тој е последниот председател на кој му престана мандатот поради истекот на времето за кое е избран. Наредните двајца председатели поднесоа оставки. Но, почитувани, ова е ирелевантно сега. Едноставно сакав да го споменам од причина што беше пласирано во јавноста од поедини членови, а на штета на мојот интегритет. Неосновано се создаде заблуда кај одредени лица кои се прилично малку наспроти еминентните и почитувани експерти на стручната јавност, дека се инсистира да се прикаже во јавноста дека противзаконито сакам да останам да извршувам функцијата председател на Судскиот совет. Па ниту вас, колеги, ниту на било кого ќе му дозволам да го валка мојот образ, да го споменува моето име и презиме во негативен контекст, без оправдана причина, да прави обиди за нарушување на мојот интегритет. Мојот образ нема цена, моето име и презиме не се извалкани никогаш, а мојот интегритет и во најтешките моменти сум успеала да го докажам и да го зачувам. Тоа го знаат граѓаните. Ако од сегашната власт, тогаш опозиција, бев обвинувана за политички избор врз основа на една фотографија со политичар и се плетеа разни меѓусебни муабети дека сум блиска со одредени политичари, сметам дека докажав дека ниту сум политички избор, ниту сум привезок на некој, ниту пак некој може да ме контролира и да ми влијае. Се спротивставив на тогашната власт, се спротивставувам и на оваа власт. И токму поради тоа, за да се зачува независноста на судството, да се успее во заложбите на Советот, да се подобри целосно состојбата на Советот и судството, останувам како член на Советот. Секако, доколку тоа не ми биде скратено пред време. После се, особено после оние директни закани од страна на пратеник во собранието, нема да ме изненади дека тука ќе се запре и убедена сум дека нема да имам мир. Само ќе останам љубопитна да видам на кој начин и преку која институција ќе се спроведе тоа. Тоа ќе го издржам, но нема да можам да издржам ако се посегне по безбедноста и сигурноста на моето семејство, на мојата ќерка и на мојот сопруг. Воедно, почитта која имам спрема судиите не ми дозволува да се повлечам целосно. Туку сметам дека треба да останам и со своите ставови и гласно искажан став на седници да се борам да бидат унапредени оние судии кои што заслужуваат, а не како во минатото кога се избирале од нечиите втерчиња. А воедно да бидат санкционирани нечесните и несовесните судии, преку што ќе се заштити интегритетот на чесните и совесните судии и на тој начин ќе почне да се враќа довербата во судството. Нема да се штедам. Заеднички со мнозинството на членови во Советот ќе сториме се што е во рамки на нашата надлежност да на граѓаните им се обезбеди побрза и поефикасна правда, правда која ќе биде испорачана
и на граѓанин кој не е ниту роднина на политичар, ниту пријател на судија, ниту приврзаник на било која политичка партија. На крај, би упатила порака до политичарите. Имуна сум на вашите ставови, имуна сум на вашите закани и имуна сум на вашите намери. Но доколку нешто се обидете да сторите против член на судскиот совет, против судскиот совет или против судија, истото сторете го законито, врз основа на факти и докази, но и во согласност со Уставот. Само така ќе докажете дека немате намера судскиот совет да го распуштите, бидејќи треба да се донесат ваши луѓе, подобни луѓе. Само така ќе докажете дека не го земате за зло пркосот и одважноста на судиите, само така ќе докажете дека ги почитувате судиите кои даваат несебичен придонес за ефикасна и ефективна правда за граѓаните. Без емоции, без конструкции, спрема судиите и спрема членовите на судскиот совет, се со факти и докази, се согласно закон и устав. Заради заштита на угледот на судскиот совет и во насока на законито постапување, јавно го повикувам председателот на владата на Република Северна Македонија да ги достави веднаш до надлежност основно обвинителство доказите кои како што од собраниската говорница наведе дека ги има, а се однесуваат на наводно фалсификување на записници во Советот. Во спротивно, сметам дека јавно треба да се извини на Советот. Секој граѓанин, особено секој носител на јавна функција, кој има индиции или располага со докази за евентуално сторено кривично дело, е должен веднаш да пријави кај надлежните органи. На судиите им упатувам порака: заштитете си ја, почитувани суди, и вашата независност и ставете еден бедем кога некој ќе се обиде да ја наруши истата. Не му дозволувајте никому и за ништо да влијае, да ви го одземе најважното нешто, вашиот интегритет. А вам, мои колеги, членови на судскиот совет, од кој поголемиот дел знаете дека исклучително ве почитувам, ви упатувам порака да продолжиме заеднички да ја потобруваме состојбата во Советот преку нашите активности, да ја заштитиме нашата, но и независноста на целото судство и да продолжиме заеднички да ја враќаме довербата кај граѓаните. Почитувани представници на медиумите, ви благодарам што останавте и ме слушавте до крај, иако бев малку подолга, но граѓаните имаат право да ја знаат вистината. Тежок е товарот на секоја функција, заради одговорноста која сите ние ја имаме пред граѓаните, пред кои мора да бидеме понекогаш и сурови искрени и да превземеме конкретни чекори, а тоа не секогаш ни било лесно. Со цел да не се одлага изборот на нов председател, ви известувам, почитувани представници на медиумите, дека денес ќе се одржи седница во 14 часот. Ви благодарам на вниманието.